Еве денес првите гости кои што пристигнуваат со авионски летови поради неможноста утре да пристигнат, а да бидат присутни на маскен балот, кој започнува утре во 21 часот во хотелот Сириус. Веќе денес пристигнуваат, некои во Скопје, некои во Солун. Значи, нашата организација е подготвена да ги прифати, да ги смести. Тоа се видни гости на Светската карневалска асоциација. Утре исто така од Софија ни пристигна подпредседателот, понеделот председателот на ФЕК. Значи, Струмица на некој начин пак ќе биде центар на карневалски приключувања со присуство на високи представници на Светската карневалска асоциација. Тоа не е случајно, бидејќи во Струмица покрај нив ќе присуствуваат и околу 15 карневалски групи од 7 земји. За прв пат годинава карневалски групи од Романија и од Турција. Одредени традиционални учесници од Хрватска не изостанаа поради совпаѓање на Струмичкиот и Риечкиот карневал, меѓутоа еве со овие другите гости тоа го надоместуваме. Програмата е во рамките на стандардното, објавена е на многу медиуми, на билборди, имаме извонредна направена пропагандна, значи да не кажам машинерија, преку билборди, преку флаери, преку поставување на YouTube наши спотови. Мислам дека и овој дел, овие емисии како ова што ја правите сега се исто голем дел од ова пропаганда. Значи, мислам дека јавноста е во потполност информирана на она што ќе се случува во Струмица, а мислам дека еден таков настан тоа и го заслужува. Ја спомена веќе програмата, таа е во рамките на традиционалното, а можам само да ги кажам новините кои ќе бидат. Значи, има мала промена на трасата, условено од изградбата на новиот плоштад во Струмица, кое што нешто не принуди да направиме измена во традиционалната траса. Се надеваме ќе биде на добро, бидејќи ни пак ова ни створи можност да додадеме една нова содржина, а тоа е посткарневалската забава на која што ќе учествуваат сите учесници на карневалот и која ќе се случува на просторот под плоштадот. Во паркингот или јас што велам гаража парти? Па јас не би го рекол паркинг, бидејќи во моментот кога ќе го прилагодиме за забавата ќе личи повише на дискотека него на паркинг. Значи влезот ќе биде забранет или за автомобилите? Да, тоа ќе биде се исчистено, ќе биде украсено со лаучево, со озвучување кое доликува на една така забава и мислам дека на карневалџиите ќе ми ја исполниме дамнешната желба после завршување на големиот Струмички карневал да имаат едно заедничко дружење со раните утрински часови. Уште една новина на која што ќе се случи годинава е што на детскиот карневал поради убавината на плоштадот ќе можеме да организираме одредени улични забавувачи, кловнови, а ќе имаме и концерт на балетското студио Амадеус, значи за најмладите. Тоа е една нова содржина. Новиот плоштад ни дава можност веќе од наредната година да предвидиме и уште побогати содржини, меѓутоа бидејќи тој не беше се уште се работи целосно завршен, не можевме да се дозволиме за некои поголеми проекти, меѓутоа можностите кои тој ги пружа, мислам дека во иднина ќе ни дадат шанси детскиот карневал да го издигнеме на едно навистина високо ниво. Уште една нова содржина која што вреди да се спомене, покрај традиционалните детски карневал, конкурс за карикатура и афоризам, конкурс за најдобар расказ и песна на тема карневал, ќе биде и концертот под маски на музичкото училиште Боро Џони, кој ќе се одржи во понеделник во Центарот за култура во 18:30 часот. Вистинска атракција мината година беа гости од Финска. Дали ќе може да очекуваме вакво некој изненадување и годинава на маскен балот, па и на самата карневалска вечер? Ние не би сакале да се повторуваме со исти гости, иако гостите од Финска оваа година требаше исто така да присуствуваат.
тие самите лично, бидејќи имаат одредени, прават, тие високо котираат во самба школите, Да. значи треба да исполнат одредени услови за да може групата да учествува, односно треба да имат во сите категории, значи во ритам секцијата, во делот на постарите жени, во делот на помладите жени, бидејќи тоа е ритуал, одреден минимален број на танчери и музичари. Годинава им недостасувале некои клучни од овие, не сакајќи да се представат во нецелосно издание, ни ветија дека тоа ќе го направат следната година, кога ќе ни дојдат во многу поголем број и во една целосна екипа, бидејќи тие лично не биле задоволни од нивното ланско представување, баш поради тие причини. Се надевам дека ова ќе го направиме, а и ќе биде убаво да направиме една пауза. Меѓутоа, за тоа ние се потрудивме да го доведеме најдоброто балетско студио на Балканот, Амадеусот Пожареот, кој што, како што веќе реков, ќе има свој представување на маскенбалот, на детскиот карневал и секако ќе настапи на големиот струмички карневал. И за главната карневалска вечер, колку се планират учесници и од нашите карневалски маски и од оние од странство? Колку гости очекувате оваа година? Минатата година најавив дека интересот за струмичкиот карневал е толку голем што полека ја надминува максималната бројка од 3000 учесници што ние можеме да ги примиме, имајќи во предвид колку часа треба да трае карневалот. Минатата година ни се случи да последните маски предолго чекаат за да дојде нивниот ред. Годинава ќе направиме едно, како да кажам, организационен трик да ги поделиме во неколку категории да дојдат на стартот. Меѓутоа во секој случај и учесниците на улица, на трибините не можат повише од 5 часа да издржат да гледаат, затоа се трудиме да бројот го држиме во рамките на таа бројка. Ние бевме принудени, за жал, одредени групи кои веќе учествували на струмичкиот карневал повеќе години, кои се од годинава да ги одбиеме, се со цел да дадеме можност нови поатрактивни групи да бидат, а да останеме во рамките на таа бројка. Добре, јас ви благодарам и ви посакам многу успешна презентација на годинашното издание на Струмичкиот карневал. И јас ви благодарам за вниманието што го посветувате на Струмичкиот карневал, бидејќи се она што вие го правите со сите други медиуми прави да доволно се слуша за Струмичкиот карневал, јавноста да биде доволно информирана и со тоа брендот Струмички карневал да биде присутен во јавноста.